За една година неколку приведувања и менување на мерките за предпазливост за екс-министерот за внатрешни работи Митко Чавков, обвинет за собраниските настани од 27 април. Од неколку месеци во шутка, па во домашен притвор. Експресно менување на решението и за помалку од 24 часа дома, повторно вратен во затвор. Вчерашната службена белешка повторно го врати во шутка. Апсењето на Чавков најде бурни реакции и осуда и кај стручната фела. Изненадени од одлуката на Кривичниот совет за експертите, притворот на поранишниот прв човек на БЈБ е невиден преседан. Не се случило пред пресуда некој да биде приведен. За професорот Калајджиев пак ваквата одлука за приведување веќе преюдицира висока затворска казна. Она што ги плаши луѓето е дека веќе е падната одлуката и дека можеби се спрема тешка казна и дека тоа стравуваат луѓето или така се шпекулира. Инаку, навистина морам да признам дека сум зачуден. Оно што го каже и професорот покажува дека можеби веќе имаме пресуда. Тоа се коментари на обвинетите. Но оно што изненадува е што 2 дена пред објавата во предмет во кој имаме огромна гаранција. Од 600.000 евра гаранцијата веќе не важи и однесена во притвор. И новинарот Саша Димовски, кој е одличен познавач на судските предмети, реагира дека ваквата одлука е повреда на правото во 21 век да се повикува на оперативни сознанија, а не на докази. Со реакција на социјалните мрежи излегува и сопругата и кирката на поранишниот прв човек на БЈБ Јасмина Чавкова. Пишува дека вчера во нивниот дом влегла хунтата. Семејството на Чавков реагира дека сознанијата наведени во службената белешка, врз основа на која повторно е во притвор, се измислени, а неговата кирка, како што вели, за политичкиот прогон, веќе ги извести меѓународните субјекти во земјава. Ваши екселенции, се сомневам на политички притисок и прогон врз татко ми кој трае подолго време. Дополнително сакам да потсетам на неправедниот начин на амнестија со кој беа ослободени директните причинители на настанот, додека татко ми, кој во тоа време од позиција на професионалец, се заложи максимално да не дојде до уште понесакани последици. Делуваше според устав и закон и ги спаси животите на пратениците. Е цел на апсење и малтретирање невидено за цивилизирана Европа. Сакам да потсетам и дека властите се изживуваа врз татко ми за време на неговото прво притворање, па беа вадени слики од притвор само за да го понижат. Кој ја нарача службената белешка? Во март лани Врховниот суд на Чавков и уште неколку осомничени за собраниските настани, мерката притвор им ја замени со куќен притвор. Но по 24 часа, 5 мина меѓу кои Чавков повторно беа вратени во притвор во шутка. Кривичниот совет ја приначал мерката за Чавков бидејќи полицијата на 2 пати не го нашла во станот во центар, но повторно го апсиле од куќата во Лисиче за да го вратат во шутка. За абсурдноста да биде поголема, експертите тогаш толкуваат дека и на обвинението и на решението за притвор на Чавков стои адресата во Лисиче.